Во времето кога растеа цените на нафтата, некои авиокомпании беа принудени на банкротство. Други, за да опстанат, го намалија персоналот и другите трошоци. Експерт за индустријата вели дека компаниите заработуваат само околу $7 за секој од неколкуте милиарди патници кои ги превезуваат годишно. Портпаролот на Меѓународната асоциација за воздушен превоз, Пери Флинт, вели дека пониските цени на нафтата се од голема помош за профитот на компаниите. The outlook right now is positive. Прогнозите во моментов се позитивни. Очекуваме профит за 2015-та и предвидуваме околу $25 милиарди, што е значително подобрување од 19,9 милиарди минатата година. Помалку пари за бензин значи дека конзументите имаат пари за трошење на друго. Тоа може да биде причината зошто Националната асоциација на автодилери соопшти дека американските потрошувачи купиле повеќе автомобили во 2014-та, споредено со 8 претходни години. Експертите велат дека ниските цени на нафтата им помагаат на американските возачи да си дозволат големи автомобили и мали камиони. Тие додаваат дека ниските цени на нафтата помагаат за стимулирање на глобалната економија, но економскиот растеж воедно е попречуван од продолжителните ефекти на финансиската криза, како големите долгови и невработеноста. Директорката на Меѓународниот монетарен фонд, Кристин Лагард, вели дека за глобалната економија да застане повторно на нозе, треба повеќе. Despite the boost from oil prices, И покрај поттикот со падањето на цените на нафтата и растежот во САД, факт е дека глобалното економско опоравување и натаму се соочува со тешкотии. Ниските цени на нафтата се проблем за компаниите за нејзино производство, што е причина да бидат откажани идни проекти вредни $милиарди, зашто не би се добил очекуваниот профит.